во Скопје и делови од Македонија. Многу повеќе информации за тоа ќе ни каже колешката Анкица Јосифовска-Ангелковска од Метео програмата на телевизија Сител. Анкица, ја слушав прогнозата по вестите во 16 часот. Информацијата беше дека во Скопје ќе нема врнежи, ама нешто друго видовме. Попладне во снимките кои што ги направивме, големи парчиња на град паднаа во Скопје, но и низ Македонија. Кои се информациите? Да, бевме сведоци, бидејќи студијата ни се во непосредна близина на стадионот, видовме дека всушност ваквото невреме ги разбрка навивачите за надпреварот, но не ги поколеба. Да, невреме низ целиот дел, оној регионот на Скопје, Куманово и Велес, и со напомена дека има можност да се прошири во регионите на Прилеп, Кавадарци и Неготино. Но она само за крај не би должела, можеби, Иван, дека до самиот почеток на надпреварот Македонија-Белгија, она што ги интересира е дека врнежите од дожд ќе престанат и нема да ги има за време на надпреварот. Ете, тоа би било се на кратко, а ние веднаш по вестите одиме со оној по-проширен метеопрогноза што ја имаме не само за Македонија секако, но и за регионот, односно за Европа и за Балканот. Многу слична временска состојба во сите тие региони со високи температури. Токму ваквите високи температури создаваат вакви поројни врнежи и град во околината. Иван, толку од Метео студиото сега за сега. Велам, одиме со поопширен метео преглед веднаш по вестите. Да, Анкица, благодарам многу. Ќе слушнеме поопширната програма по дневникот секако во вестите во 21 часот. Очекуваме информации од нашата дописна мрежа какви последици предизвикало ова невреме низ државата. Благодарам уште еднаш.